значи не е убаво. Невкусно е да се збора за вкусоите на другите луѓе. За вкусој не се дискутира. Ја мајга, значи не е убаво и не се дискутира за вкусоите, ама убаво е кога седните со комшивките и ќе издискутирате за цело мало, па после ќојте дома или кај едната комшивка ќе дискутирате за другата, па кај другата за првата. Чи то вкусно е, то убаво. Вкусно е да му се лигаеш на сите и да му збораш зад грб на сите, ама невкусно било општо го ја правиме муавете, ја мајката. И на крајот на денот знаеш како? Во случајов барем е лесно. Крап ќе го исклучиш телевизор или ќе смениш програм или ќе ме прескокниш на социјалните мрежи. Арно, ма нема го направиш тоа. Знаеш зошто? Оти чачорката во тебе не ти дава да пропуштиш нешто, да не случајно се збора за те, оти сите во светот кога снимат нешто, само за тебе го снимат. Абре нема ништо не ги да пропуштите. Па не знам дали има поневкусно нешто од радознали луѓе. Се сакат да знаат, море, се где се пикат, во секоја манџа носона. Не, брат, тоа е. Бога ми невкусно ќе и да не пуштам шпица, така. Јас ако тргнам со зборање може да се заборам. Така што дај да си ја пуштиме шпицата ние. А после да си кажи му што е невкусно. Ајде, пуштај. Покрај тоа што има рпали стари со невкусни муавети, особено кон деца, особено кон чупиња, исто така имаме рпали стари, па и помлади по социјалните мрежи. И то не да ги имаме, брат. Па нема нешто по-невкусно од маж жене со деца, со сите марифети, со фамилија, да фрла оганчиња на млади чупиња во инбокс, оганчиња, срци на очиња. Море срекни роден ден и море чуда. Море прибери се, рпал еден. Значи ни едно од тие чупињата нема речи, море шо ми пушти ове, бо каков е. Чим оган ми пушти готово, да гори работа. Проблем нема еден. Не само што ви се смеат, туку ве пуштат и по инбокси, ама не се. Барем ки насмеш луѓе. Ја стварно немам да сватам како може да си оклаиш животот в торба, да земиш да пушташ оганчи на срци на по инбокси, а женеци со деца, не ти е гревбе, не ти е неубо. Некоја таму те перите, пегла, греојте нема ти догледа. Ја немаш бацено, му немаш ништо изразено од љубов, ќе изразваш на некој таму што ни познава, што ќе ти се смеат нормално. И ако во моментот си го помислуваш муаветот, сливата на комшите е посладка, хе-хе. За тебе збор. Точно за тебе го правам муавет. Не може да си толка фрпал, беба. Значи невкусно. Не му било битно тоа што го имал дома на комшијата слива. Зато сменува да реđи. Оти таквото размислување е многу јако, ме сваќаш, многу е кул. Нешто е невкусно, туку и кринџе или што би рекле, кринџе. Ама тоа е друга тема, ќе ја правиме и нему. А уште по-невкусно е кога таков некој рпал е на позиција, се тоа се случува, ама на работно место. Особено ако е нека официјална установа. Ко на пример не дај Боже са ти ош в болница и седнуваш в чекална и во тие 3 до 10 сати што ќе чекаш, од сите 200.000 муавети што ќе слушниш, дали 3 се официјално. Све друго е лигање на највисоко ниво, па нема по-невкусно. Пример, ќе види некој од сестрите, некој доктор. О, докторе, шо правите, докторе? Кај си, мори, сестро, мори? Стигнавте? Арно е малце да поработиме. А леле шубо. Ајде ги се видиме после. Мислам, народо не пие мастило, јасно му на сите што ви се дешава трета смена. Ама не мора то јавно пред сите да види, мора. И тоа е најблага верзија што можев да направам. Небитно е ни возраст е битно, ни ништо, значи да седиш таму и да загледаш малце работи да ги речи што му се дешава на луѓето. Па по фирми некои други поголеми, приватни да не рече. Таму па ич муавет да не правим. Пошто овие државните се пред народот, тие приватните си се нивни луѓе на. Море до фрлање, море гибање, море алкање, море што не прат, брат. Сам се фала Богу не прат сите. Ама дека го има, ова го има. И дека е невкусно е тотално невкусно. Там не ви судам јас, правите си што сакате по дома, правите си во приватните сати што сакате. Вкусно, невкусно, ако е за тебе е твоја работа. Не можеш ти пред луѓе доиш да работиш, да се понашаш како да си никогаш не порастен тинеџер или тинеџерка. Сам разбирам дека има луѓе што не пораснуваат, дур не станат баби дедовци, а некој па и никога. Па сепак малце од малце на основна култура треба да се има. Пошто невкусно. А па за невкусното понашање на некој доктор или на газди на фирми, па то па ич да не правиме муавет. Фери ќе правиме муавет, ама друга тема ќе би. Да не мислевте дека така ќе си помини. Оти какви се работи си наслушав летово искуства? Назад ни зимата бато. Уствари то лигаењето општо како особина е можда најневкусното нешто што постои. Ако ја видиш се последно време на лигаење се све. Особено кај нас во нашата држава. Па не можеш море до продавница не можеш дојдеш. Не можеш ништо да завршиш ако не си лигуш. А не си лигуш. И не знам како не ги мрзи овие луѓето се лигат на се. Види се за кај си шо прави замени тој збора го задрв. Види се со други
Кај си? Замени збора го зад. Ќе оди в продавница ќе си излига. Ќе в партија ќе си излига. И ќе ваму ќе си оти шозне. Оти се е кај нас на шозне. Шознеш муш ќе ти притре. Да не затвараме врати шозне. Зато сме нова да рече. Одлигуш. Оти ништо не можеш да завршиш регуларно како што треба да можеш да завршиш. Боре невкусно. Сам добро не знаме, може вас вкусно. Лигајте си се слободно. За мене невкусно. Зато го ми речат многу пати оти ова не направиш, оти не направиш, оти со работка, оти не можам со лигуши бе. Како ти објаснам? Пример, шо и да сакаш да направиш, да пријавиш сега проект некој ова она, ако не си човек што ќе да се излигај, нема да го доби. И ќе треба да си го направиш сам. И на крајот на денот преби да си го направам сам, отколку да бидам лигуш. Ако чини арно, ако не, кој те праша бе? Ти има луѓе што сакат да си бидат невкусни, ќе си излигат, ќе си направите проект, че не е проблем. Мене едноставно не ми делиле да бидам така. Ако сум бил досега многу работи ќе биле поиде. Ама на крајот на денот фала Богу што не сум, ти стварно ми е замераква. Може некој работи полесно да ако си лигуш, ама бериќат баре чиста ми е душа. А поголем мир од то не. Кој сака што сака нека ти вели. Има уште многу работи што се невкусни, а во глобала се што е претерано е невкусно. Ако премногу пиеш е невкусно, премногу јадиш е невкусно, премногу збораш е невкусно. Ако урлаш е невкусно, ако се облекваш премалце е невкусно, ако се понашаш непристојно е невкусно, ако децата ти се понашат непристојно е невкусно. Знам дека е век на gentle parenting или како и да го викате сега ќе се појават одма, не е то gentle parenting, то е permissive parenting. Ништо е то перенди. И не ви се децата хиперактивни, невоспитани, ви си има разлика. Ако вие со тоа си ги лечите вашите травми од детството, не значи дека го правите устуга на детето, ама добро. И таа е друга тема да не навлегам. Возењето пребрзо и дивењето во сообраќај исто невкусно. Анда не е вкусно. Сам разбирам дека ти прави кеф. На некој луѓе чкембе чорба му прави кеф. Ама и то невкусно. Сам разбирам дека сме чкембари или битолчари, ама како чкембе чорба бе. Сам не сум пребирџија кој се работи за јадење. Ама има некои работи, некои изнутрици што ги јадат луѓето што не знам. Да сум негде заглавен во дивина, треба преживувам, може да би јадат. Иначе се невкусно. И кога сме веќе кај јадењето, знаете што е најневкусно? Кога ќе шлапа човек дури јаде. Ако има нешто по-невкусно од тоа, човек јас не може. Како можеш море во 21 век да јаите како горила на Animal Planet кој ќе дава? Цел век не учеа се јади со затворена уста, културно одиш во јавност, треба да е тишина, треба да јадиш пристојно. Тие седнале нама савате, тој не шлапа, тој шлука с устата. Боже Господе! Добро разбравме, вкусно ти е тебе. Убо ти. Затнија муцката сега, пошто е невкусно за другите. Не си само ти на планета. И то не е само кај нас. Не се сеќавам од кај се враќавме, дали од Барселона, дали од негде на аеродром бевме да станат. Брато од Кина, од Кузна, од кај беше од негде од Азија, седнат беше може на 100-200 метри од. Тако ти речам дека како овде да ми шлапаше пляс со муцката, жими мај. Значи не отру цел аеродром да, абе немаше човек до него море на радиус од него од 100 метри човек, немаше сите столчи бе прав. И криво ми е што го немам снимено. Жими се, немаше човек, немаш. Од толку што е вкусно. Како успеваше толку гласно да шлапа тоа? Неверојатно нешто е. И ќе јада човек, јада ти ќе земи ги ти мљацка после забите ќе и чисти. А јачи се трудам што погласно го направам и не ми оди толку гласно. Како успеват алалдам? Звонци забит. Исто го сме веќе кај јадење. Невкусно е да отвараш од оние смрдените чипси на нозе смрдени што мирисат. Кога си во автобус или во авион. Пошто прво не си само ти, има луѓе што му се лоши. Има луѓе што едноставно не ќе да ти ги мирисат чипсите бе. Па уште ако има такви смрдени нозе чипси, и ако мљацка, ако шлапа дури јади, ужас. Ужас за сите сетил. Не знам зошто ова морам да спомнам, очигледно морам оти луѓето наместо се повоспитани да бидат поневоспитани. Едно најневкусните работи што можеш да и направиш е да ги испуштиш твоите мириси во јавност. Не ми се верва дека треба на камера го речам, очигледно треба, оти луѓето го прават. Особено па во затворен простор. Јас разбирам дека лифтот како нужник ти делува, ама то не значи дека треба не отруе. Мислам пример вели. Истото важи и за кола, и за автобус, и за авион, и за сега. Значи приберете си се малце. Не може да бидете толку неприбрани, ма. Невкусно е. И кој што реков ми имаше многу работи невкусно. Па доста е за епизода, оти стварно почнав да се нервирам како што и набројувам. Терфосет пошипеш. Така што доста е за ден. Вие останете на нашата програма и трудете се да бидете вкусни луѓе во живот. Па макар и буквално. Поздрав и имајте убав ден.